Храброто оловно војниче. Си биле еднаш 25 оловни војници. Оловните војници му беа дадени на едно мало момче зашто му беше роден. Тој ги стави на масата. Сите беа исти, освен еден, кој имаше само една нога. Но тој на едната нога стоеше цврсто како на другите со своите две нози. И ова е неговата приказна што ќе ја слушнеме сега. На масата, каде што беа наместени војниците, имаше и други играчи. Малечка девојка во замокот од хартија беше направена и облечена во најубава облека. Војникот со една нога беше воодушевен од неа и си помисли: таа е токму како за мен, но благородничка. Таа живее во палата, а јас во кутија. Но јас морам јас да се запознаам со неа. Следното утро, кога се разбудија децата, оловниот војник беше наместен на прозорецот. И одеднаш, дали тоа беше гоблин или можеби ветер, прозорецот се отвори, а оловниот војник падна на улицата. Страшен пад. За целото време тој мафташе со рацете низ воздухот се додека на крајот не падна на земја. А шапката и пушката му се заглавија помеѓу поплочените камења. Почна да врне. Капките се побргу и побргу паѓаа, се додека не се претворија во силен поток. А кога дождот запре, дојдоа две улични момчиња. Погледни, рече едното, оловен војник. Тој треба да плови на брод. И така тие од еден стар весник направија брод и го оставија оловниот војник на средина и го пуштија надолу по водата од олукот, а тие го следеа по улица. Бродот се вртеше наоколу, се наполни со вода и почна да тоне. На крајот бродот потона. Оловниот војник испадна од него, а една голема риба го проголта. Најпосле се раздени. Рибарот што стоеше на брегот ја фати рибата на јадица и му ја продаде на еден готвач. Готвачот ја отвори рибата со еден остар нож и гласно извика: погледни, оловен војник. Слугинката и готвачот зачудено гледаа во него. Слугинката го однесе војничето во салонот. Таа таму го стави на масата и за чудо големо тој повторно се најде во истата соба во која бил и порано. Тоа беше неговата стара куќа. Одеднаш детето го зеде оловниот војник и го фрли во огнот. Колку тажно! Одеднаш прозорецот се отвори и со налетот на ветрот убавата танчарка падна во огнот, веднаш до лимениот војник. Таа веднаш пламна и ја снема, изгоре. Љубовниците најпосле се споија во смртта. Следниот ден слугинката ја чистеше пепелта од печката. Го пронеде војникот растопен во форма на малечко оловно срце, завиткано со хартиена ружичка од танчарката. На слугинката ѝ се допадна тоа, помисли дека е прекрасно. Таа го обеси приврзокот на своето синџирче и секогаш го носеше околу вратот.